Прво големо благодарам за честа и за вниманието на авторот на делото што вечерва ќе го промовираме, што ми ја укажа да ја отворам оваа промоција. Запишав неколку зборови за да не бидам предолг. Значи, Емил, уште еднаш ти благодарам за вниманието. Актуални во физичка смисла. Зашто новинар по убедување како што Емил Крстевски, делото го создаваше во еден значаен временски диапазон, во еден значаен временски период, што го читавме во понекои саботи или циклично, колку јас се сеќавам, барем еднаш месечно, во најтиражниот дневен вестник во Македонија Дневник. Сега Крстевски, со помош и со подршка на неговиот издавач, ги здипли, ги сложи, ги помести, ги постави, или можеби би било најсоодветно да кажам дека ги згрижи за секогаш меѓу кориците на книгата што тој вечерва ни ја представува. Се разбира, зборувам за неговите текстови, за неговите колумни, интервјуа, анализи, коментари. Искрено, оваа зимска вечер да бевме во некој друг амбиент, во некој друг простор, веројатно и ќе го сторев тоа, но овде во овој храм, значи ќе цитирав некои од познатите писатели, од познатите умови филозофи, по некоја мисла, за да го подкрепам што повеќе трудот на колегата Крстевски. Но овде во овој храм во кој е збрана слободата на творештвото, слободата на умот и на духот, тоа навистина е преголем товар, преголема трема би било тоа за мене. Тука во овој простор едноставно е недопустливо да се мудрува, затоа убавите мисли и силните пораки вгнездени меѓу секој од едниците книги сместени овде во рафтовите на овој храм на убавината и на мудроста на библиотеката Браќа Миладиновци. Дозволете ми да го поздравам и директорот и него да му посекам и натаму успешна работа со оглед на фактот што овде, токму во овој простор, од ден на ден се промовираат нови и нови изданија, нови и нови книги. Живее библиотеката, значи, со својот природен пулс, со својот ритам. А меѓу овие илјадници книги што тука ги има, јас и не знам точно колку е бројот, значи од вечерва останува и делото, вториот том на колегата Емил Крстевски. Па токму затоа, од сега натаму од овој момент, секој од нас од сегашниве генерации и што мислам дека, а верувам и вие го делите тоа мислење, е уште позначајно, оваа книга останува за навек и за идните генерации и тие како и ние сега до бескрај ќе имаат можност да ги отворат кориците на ова дело и тие да бидат на некој начин сведоци на едно време. Ќе имаат привилегијата да допрат до уште една, да ги отворат кориците на уште една од илјадниците дела, ова што, како што реков вечерва, ја промовираме, новото поврзување на Европа на авторот Емил Крстевски.
Накусо и поконкретно и за трудот на Емил. Со негова и со ваша дозвола ќе прочитам неколку фрагменти од само неколку негови колумни, ова и со цел да се проверам и себе си во тоа дали и колку сум бил во право, кога за една слична пригода тврдев дека препечатување новинарски текстови е нивно безцелно изместување од автентичноста на просторот и времето во кое се создавани. Пишувани во дефиниран временски и просторен диапазон, читајќи ги повторно по повеќе месеци, некои од нив и по повеќе години, од времето кога се пишувани и премиерно објавувани, авторот, новинар и аналитичар на меѓународните збидувања и процеси Емил Крстевски со своите колумни, како што реков сега згрижени во оваа книга, почнува да ме разобедува во тоа мое претходно убедување, дури се плашам дека ќе успее во тоа. Па преку неколку цитати речиси случајно истргнете еве и зошто. Во една од колумните вели вака: повторното поставување на прашањето за иднината на унитарна Белгија ги актуализира сепаратистичките идеи на стариот континент и своевидна инспирација за активирање на национал партиите во повеќе центри во Европа. За натаму да каже, во Европа се одвива и процес за одвојување на Косово од Србија, а досега се понудени најразлични варијанти за регулирање на нивните односи, од моделот на Тајван, германска сугестија, модел на Тирол, италијанска сугестија, модел на Хонг-Конг, српска сугестија, па се до поделба на покрината, како што вели авторот, руска сугестија. Насловот на текстот е Нова битка кај Ватерло од октомври 2007 година. Натаму, во еден друг текст, наклонетоста на Брисел на Вашингтон во однос на нашето признавање од страна на Европската унија и на зачленувањето во Организацијата на Обединетите нации под уставното име станува речиси невидлива. Значи, наклоноста на Брисел и на Вашингтон за нашето зачленување на уставното име стануваат значително невидливи. Тоа Крстевски го вели исто така лани во септември, но во истата колумна има уште неколку погледи врз актуелната ситуација поврзана со нашето име од почетокот на нашите преговори од 1992 година, каде што, како што вели авторот, е и директен сведок. Во 1992 година ја следев посетата на Глигоров и на Малевски во Њујорк и Вашингтон, иако уште не бевме членки на ООН, од генералниот секретар на Обединетите нации Бутрос Гали, од наша страна беше побарано превентивно присуство на мировни сили. Набрзо Умпрофор дојдоа како почеток на посериозниот процес за нашето членство во ООН. Значи, авторот ја дефинира генезата на почетокот на нашиот меѓународен трнлив пат. Бев, продолжува натаму Крстевски, непосреден сведок во март и во април 1993 во Њујорк на процесот на зачленување на Република Македонија во ООН. Лобирањата и притисоците од страна на тогашната грчка влада беа видливи и ефектни. Може би тогаш требаше да се постигне политичко единство во Македонија и да се дојде до подобра формула, заклучува авторот. Колумната, реков, е од 2007 година. И натаму, во друг текст, американскиот теоретичар Роберт Кеган, парафразира авторот, вели дека Европа се повеќе станува сила што се движи кон создавање на свој свет, на правни норми и закани и на меѓунационални преговори и соработка, додека пак Соединетите американски држави остануваат цврсто на земја со реални сознанија дека вистинската безбедност, одбрана и промоција на либералниот поредок сепак се уште се должат на поседување и употреба на воената моќ. Ова порака, предпоставувам, Емил ја наменил за нашите политичари, пред се за нашите стратези. Па од тука, заклучува Крстевски во овој текст, е и суштинската теоретска и практична дискрепанца. Постои меѓу стариот и новиот свет. Очигледно, вели авторот, сложениот систем на односи меѓу САД и Европа влијае врз политичката и безбедностната состојба во балканските земји. Колумната е од јануари 2007. Ке ми дозволите уште неколку цитати. Да веруваме дека изјавата на комесарот за надворешни прашања на Европската унија Крис Патен, дека европската политика ќе биде против тежа на онаа што ќе ја преземат САД, ќе значи од и таа помалку ќе се протега врз воена сила, повеќе врз превентивна дипломатија, што
заклучува авторот, за Република Македонија, барем досега, се покажа како мощна, успешна и значајна. Овој текст Емил Крстевски го насловил Европа на европејците, потекнува, датира од јанари 2001.